На страниците на модните списанија и на модната писта може да се видат плетени парчиња облека од украинки во светот на високата мода. Лена, која не сакаше Гласот на Америка да го прикаже нејзиното презиме, е една од многуте украинки кои плетат уметнички дела. Во некои случаи работени во подрум, додека гранатирањето е во тек. Денес се јавив на друга жена во Криви Риг во врска со плетењето. Таа рече: "Лена, не можам да зборувам сега, има гранатирање." Лена надгледува десетици плетачи низ Украина, вклучувајќи ги Киев, Керсон и Криви Риг. Плетат и кога ќе снема струја, само на свеки. Сепак, тие успеваат да создадат рачно изработени ремек дела кои американските модни брендови ги вклучуваат на модните ревии. Либи Толм работи и со украинките и со американските дизајнери како извршен директор на незината компанија со седиште во Тексас. Работевме со Александра Алонсо Рохас, работевме со Зак Позен, направивме нешто и за Келвин Клайн. Толм вели дека дизајнерите ги знаат маките на жените. На почетокот на војната, Оскар де ла Рента ни помогна многу. Тие знае дека сите наши плетачи се наоѓаат во Украина, па направија веб страница, а ние можевме да им платиме на нашите плетачи за 3 месеци од нивната работа однапред, пред да добиеме готов производ од нив. Том вели дека понекогаш е тешко да се стапи во контакт со плетачите со месеци, бидејќи руските сили уништуваат комуникацијата, понекогаш им е тешко на жените да стапат во контакт. Секогаш кога ги прашуваме како им оди, се плашиме да слушнеме што имаат да кажат. Том вели дека многу од плетачите имале шанса да побегнат во Полска, потек што би им ја олеснило работата, но досега секој од нив избрал да живее и работи во Украина.